Благодарам, почитувана подпредседателке. Почитувана јавност, од страна на опозицијата очекувано беше повторно да користи шаблонски критики, без суштински аргументи, кога се работи за кредибилен и искусен кадар. Предпоставувам дека е тешко за опозицијата да се прифати дека Трајко Славески, универзитетски професор, поранешен министер за финансии и докажан експерт во монетарната и фискалната политика, е личност со неспорен интегритет и капацитет да ја води Народната банка професионално и независно, затоа што токму такви личности им пречат на оние што се навикнати институциите да ги користат како продолжена рака на партијата, а не како чувари на јавниот интерес. Но она што навистина е лицемерно е кога СДСМ зборува за политизација, а токму тие беа тие што претворија независни институции во инструмент на тогашната владеачка структура. Да подсетам, вие бевте тие што партизираа се што можеше да се партизира, од антикорупцијска комисија па се до фискалната полиција. Предложениот кандидат е експерт со авторитет, кој може да обезбеди доверба кај граѓаните, инвеститорите и меѓународната заедница. Затоа што Македонија не смее да си дозволи Народна банка која ќе молчи или ќе клима со главата, туку институција која ќе биде чувар на стабилноста. Вашиот проблем, почитувани колеги од СДСМ, не е со тоа зошто е предложен како кандидат Трајко Славески, туку проблемот е тоа што веќе вие немате аргументи, немате поддршка и немате кредибилитет. Република Македонија поставува стандарди на стручност, интегритет и одговорност, кои вие како СДСМ никогаш не успеавте да ги постигнете. Ви благодарам.